Трпе Инвест Охрид. Вкусно! Со богата програма, традиционални носи, рецитали, мултикултурна трпеза во регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Петошевски во Охрид, повтор пат беше одбележан денот на мултикултурата. Настанот ги обедини учениците, професорите, родителите и представниците на локалната самоуправа околу заедничката идеја. Различностите се богатство кое треба да се негува и почитува. Во училиштето продефилираа ученици облечени во традиционални носии на македонците, турците, албанците и египтјаните. Секоја носија носеше дел од културното наследство на заедниците, од која потекнува, а сите заедно создадоа впечатлива слика за богатата мултикултурна традиција на градот. Посебно внимание привлече мултикултурната софра, подготвена од учениците и професорите. На неа беа изложени традиционални јадења и специјалитети од различни етнички заедници, како и пијалоци карактеристични за нивната традиција, салеп, чај, турско кафе, вино, конјак, ракија и сок од рози. Вкусовите и мирисите се надополнуваат меѓусебно, покажувајќи дека различностите можат да создадат една богата и вистинска целина. Денеска ние подготвувавме храна од различни националности во нашата држава. Македонската кујна, албанската кујна, турската кујна и грчката кујна. Ние како идни кувари многу е важно да ги чуваме, да ги научиме и да ги практикуваме сите традиционални јадења во Македонија. Овие рецепти не се многу тешки за готвење и многу се важни, пошто овие рецепти доаѓаат од нашите баби и дедовци. Ние мора да ги практикуваме овие рецепти, бидејќи ова ние нашата култура. Имаме мајчина душица, нане и планински. Планинскиот чај доста е познат и можеме само да го најдеме на планината Галичица. Во турскиот дел имаме сок од ружи, имаме турски чај, тој го послужуваат за кога ќе дојде некој на гости. Имаме исто така турско кафе и кафето му е кафе муабет го викаат тие. Локални вина користат албанците и ракија. Ракијата е почето направена од овошје. Има коњак Скендербек, Скендербек кој има ноти на овошје и почето има и ванила. Корча пивото е најпознато пиво во Албанија, не но најпознатите пива од Албанија. Бозело е направен од пченица и пченка. Председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски истакна дека токму ваквите настани се вистински пример за заедништво и почитување на културното наследство. Денот на мултикултурализмот, ден каде што се спојуваат повеќе култури, и навистина кога гледате една ваква богата и трпеза, меѓутоа и сите оние елементи кои што се вткаени, а тоа е носијата, фолклорот, јазикот, писмата, тогаш навистина знаете дека се изработени од едни вредни раце, а за тие вредни раце стојат вредните професори. Директорот на училиштето нагласи: мултикултурализмот не е само збор, туку вредност што секојдневно се гради преку меѓусебно почитување, разбирање и соработка. Денес не сме собрани само да представиме традиции, јазици, музика и храна, туку да покажеме дека различностите не разделуваат, туку не зближуваат и не прават побогати како луѓе. Мултикултурализмот е вредност што се гради со почит, разбирање, прифаќање на другиот и поинаквиот. Токму затоа училиштата имаат голема улога да ги воспитуваат младите во духот на толеранцијата, заедништвото и меѓусебната поддршка. Во нашето училиште секојдневно учиме дека вистинскиот успех се постигнува кога работиме заедно, без разлика на вера, националност или јазик. Различните култури носат обичаи, вкусови
и традиции, а кога тие се спојуваат, се создава едно прекрасно богатство кое треба да го чуваме. Мултикултурното општество е посилно, похумано и исполнето со разбирање. Само преку диалог и почит можеме да изградиме подобра иднина за младите генерации. Учениците од различните етникуми на своите јазици испратија порака за единство и љубов. Денот на мултикултурата уште еднаш потврди дека Охрид е пример за соживот и меѓусебно почитување. Преку традицијата, гастрономијата, јазиците и обичаите младите покажаа дека иднината се гради со разбирање, а не со поделби. Токму затоа, пораката на овој настан во организација на општина Охрид беше јасна. Различностите не треба да се гледаат како припрека, туку како вредност што ги зближува луѓето и го прави општеството побогато и похумано. Охрид годинава со повеќедневна програма го одбележува 24 мај, денот на сесловенските просветители, со низа културни, образовни и научни настани. Општината ќе оддаде почит на ликот и делото на светите браќа Кирил и Методи. Свечена академија, научна конференција, концерти и доделување награди за најуспешните ученици се дел од активностите со кои што градот ќе им оддаде почит на основоположниците на словенската писменост. Според претседателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, програмата е внимателно подготвена и опфаќа содржини наменети за сите генерации. Општина Охрид традиционално подготвува богата програма кога се однесува токму на славењето на светите браќа Кирил и Методи и се она што е поврзано со писменоста и со нивните ученици Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски. Богата програма која што започнува со чествувањата на светите браќа Кирил и Методи, односно со една свечена академија на која што ќе биде кажано нивното дело и представено она се што го постигнале тие и ни го пренеле нам како идни генерации. Во рамки на чествувањата ќе се одржи научна конференција посветена на Кирило-Методиевата традиција, концерт на учениците од Основното музичко училиште Методи Патче, како и детскиот фестивал Стихувалки. Традиционално ќе бидат наградени и учениците кои постигнале значајни резултати на регионални, државни и меѓународни надпревари. Во рамките на тие чествувања, откако ќе биде панихидата во чест на Свети Кирил и Методи и полагањето свежо цвеќе пред монументалниот споменик на светите браќа, следува доделувањето на наградите на учениците кои што освоиле награди на регионални, државни и меѓународни надпревари. Еден гест, една постапка која што општината Охрид им ја посветува на учениците, а тоа е како награда за нивниот труд, знаење и она што го стекнале во текот на учебната година. Годинештото одбележување добива дополнителна тежина и поради неодомнештото приклучување на Охрид кон Европската културна рута на светите Кирил и Методи на Советот по Европа, што представува уште едно меѓународно признание за културно-историското значење на градот. Со чествувањето на Денот на сесловенските просветители, Охрид уште еднаш ја потврдува својата улога како еден од најзначајните центри на словенската писменост, образование и духовност. Трката во планинско трчање Охрид Ултра Трейл започнува вечерва и носи рекорден број учесници, 920 тркачи од 40 земји од светот. Интересот за настанот кој се одржува по 8 пат бележи значителен раст, потврдувајќи го Охрид Ултра Трейл како еден од најзначајните настани во планинско трчање во регионот. Тркачите ќе настапат на патеките низ Националниот парк Галичица и крајбрежјето на Охридското езеро, кои нудат уникатна комбинација од планински терен, технички предизвици и автентична природна убавина. Организаторите очекуваат се да помине во најдобар ред, но се внимателни поради најавите за сложени временски услови на планината. Се надеваме дека ќе не послужи ти планина. Малце време во ние
измешкано. Лани имаше измена на патеката. Мислам дека ова година ќе се трчат оригиналната патека. Секако последниот извештај метеоролошки треба да го примиме вечер пред старт на стоткава, така да за сите трки кои што утре ќе стартуваат и ќе се движат во високиот дел од планинава, ќе имаме ние извештај и ќе знаеме дали ќе се случуваат, ама за сега мислам дека ќе се оди по оригиналната патека. Љубителите на трчањето на планина ќе уживаат во 5 трки со различна должина и тежина распоредени во 2 дена. Кралицата на трките во должина од 105 км стартува вечерва во 23 часот од плоштадот во Охрид. Галичица Ултра долга 65 км стартува утре од Свети Наум. Од истата локација стартува 42 километарската Самотска, трката Летница во должина од 21 км стартува од Велгошти, како и Равне трейл во должина од 10 км. Меѓу пријавените има високо рангирани надпреварувачи со меѓународно искуство, но и рекреативци кои ќе ги направат своите први чекори. Организаторите посочуваат дека безбедноста на учесниците останува еден од главните приоритети. Движењето во планина е екстремен спорт, а и трчање секако уште повеќе ги покрива некои ризици. Ние се трудиме максимално колку што можеме да ја запазиме безбедноста на тркачиве. Впрочем и да се заблагодарам до Планинскава спасителна служба и до Црвениот крст од Охрид. Секогаш се тука, секогаш не поддржуваат. Без нив мислам дека ова многу тешко ќе биде. Повеќето од половина од учесниците годинава се странски државјани, а трките се бодуваат според правилата на ИТРА, Интернационалната трейл ранинг асоциација. Организаторите очекуваат и годинава настанот да донесе силна спортска и туристичка промоција за Охрид и регионот. Како и самава наша трка што се викат меѓу облаци и езера, имаме уникатни пейсажи. Морам тоа да го нагласам дека кога трчаат луѓето низ гребените на високиот дел, уживаат во едни од најубавите гледки овде во околинава и во Македонија. Како и да е, да, секој кој што бил во тие делови изразил задоволство и дека сакат пак да се врати. И самата тежина на трката, и самата убавина и техничкиот дел, мислам дека е ептен погодено, а тоа исто го кажуват овие тркачи што секоја година ние во пораст бројов на тркачи. Денеска во спортскиот комплекс Климент Колески во Охрид се одржа официјалното експо отворање на Охрид Ултра Трейл 2026, кој ги собра на едно место тркачите, партнерите, волонтерите и посетителите пред стартот на трките. Фитнес Фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со кратки сончеви периоди и со услови за развој на нестабилност со пороен дожд, максималната дневна температура до 25 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, со услови за пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна до 22 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 7 до максимални 28 степени. За време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер со брзина од над 60 км на час и услови за појава на град. Во понеделник ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Во вторник и во среда времето ќе биде претежно сончево и релативно топло.